По повод 8 септември, светскиот ден на писменоста, вчера вечер во градската библиотека Кочо Рацин во Кичево, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кичево организираше јавна трибина. Идејата за одбележување на овој ден се јавува во септември 1965 година во Техеран на светската конференција на темата за искоренување на неписменоста во светот. Писменоста како човеково право е поддржано и со повеќе декларации, меѓу кои се Општата декларација за човекови права од 1948 година, декларацијата од Персеполис во 1975, како и декларацијата од Хамбург во 1997 година, каде се признаени правата на образование и писменост. По тој повод организиравме трибина на која ќе проговориме за важноста на писменоста, ќе даруваме книги и ќе се прикаже еден краток документарен филм во врска со писменоста. Предавач на трибината беше Марија Лозановска, професор по книжевност и писател, која пред присутните говореше за историскиот аспект на одбележувањето на Денот на писменоста. Јас како јазичар имам што многу да кажам. Мило ми е што влијам во македонскиот јазик што повеќе да се применува, со тоа што во моето пишување творам со македонски зборови, творам со можеби со дијалектни зборови, се со цел за да се отстранат странцизмите. Според податоците на УНЕСКО, во светот во моментов има околу 774 милиони неписмени лица, односно околу 16,1% од населението повозрастно од 15 години. 2/3 или речиси 500 милиони се жени, а 123 милиони се млади на возраст меѓу 15 и 24 години. На трибината беа посочени и податоци од Македонија, при што според последниот попис од 2002 година само 3,85% од населението во Македонија нема никакво образование. На крајот од трибината присутните проследија и документарен филм за писменоста.